лагата и бедата. Така би можело да ги насловиме изминативе минути и особено провокацијата зошто почесниот председател на ВМРО ДПМН се одважи на бегство наспроти оној прилично индикативен Facebook статус во кој јас сум во Будимпешта сега, а побарав политички азил од унгарските влади, секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија, никогаш нема да отстапам. Груевски инаку е третиот премиер на Балканот што е осуден со правосудна казна. Со мојот гостин во 14 часот, мојот колега Тодор Пендаров, разговаравме за судбината на Јанша и на Санадер. Јанша успеа да се искупи со така наречената уставна тужба, се врати на политичката сцена и не заврши многу славно. Санадер беше испорачен на властите во Загреб од австриските власти, инаку Австрија е председавач со Европската унија, а Курц до вчера беше еден од важните пријатели на ВМРО ДПМН и се чудам зошто не побарал азил во Виена, а не во Унгарија. Со мојот колега Андоновиќ малку ќе разговараме за своевидните пребегства или азили на екс-српските гарнитури од времето на Слободан Милошевиќ. Имено по апсењето на Слободан Милошевиќ, неговото семејство заврши во Русија, како што тамо завршија и некои други личности од неговото време, особено генералот Кадиевич. Дејан, има сега една индикативна ситуација. Сите викавме дека ВМРО и Груевски ја водат ова проруска варијанта, но тој не се реши да речем условно да замине во популарната дестинација Русија. Да, во Москва, туку во Будимпешта. Што се случи со пребегот на и со барањето на политичките азили на Мира Марковиќ, нејзиниот син, на Кадиевич и сите други? Па ако почнеме хронолошки, прв што пребега во Русија, практично што побара азил и доби, беше поранешниот министер за одбрана или генерален, како се викаше во поранешна СФР, генералот Велјко Кадиевич, кој беше обвинет, но не од Хаг, туку беше обвинет од Хрватска за воени злосторства, имено тој како министер за одбрана беше во времето на Вуковар, злосторството во Вуковар, кои беа сторени. Хаг во тоа време не подигна обвинение против никој, целата обвинување во тоа време го префрли на Милошевиќ и неговиот тамошен режим, а Кадиевич некако се излече од таа цела приказна. Зборувам историски. Меѓутоа, кога негде 2003 година Хрватска покажа сериозна желба да го уапси, тој едноставно пребега во Москва и таму доби азил. Пребега во така наречената популарна азилантска населба Барвиха се вика, во подмосковската област. Таму се инаку и Виктор Јануковиќ, таму е и семејството на поранешниот председател Слободан Милошевиќ, Мира Марковиќ и неговиот син Марко. Значи сите таму на некој начин се згрижани. Кадиевич пребега, подоцна, после настаните на 2000-те на 5 октомври, пребега и Мира Марковиќ со синот Марко, со помош во посредство на тогашниот амбасадор Борислав Милошевиќ, кој беше роден брат на Слободан Милошевиќ, и така некако амбасадор во Москва. Во Москва, да. И така некако се затешка целата таа состојба. После некој време постфестум Мира Марковиќ доби уште 2-3 обвиненија, неодамна доби ново обвинение, има правосилна пресуда година дена во затвор, затворска казна поради препродажба на државни станови во вредност од неколку милиони евра. Се занимаваме со ова поствоена и посттранзицијска Србија, при што да не забораваме и еден од двајца важни тајкуни, Карич замина, па се врати, беше амнестиран, а еден друг кој ја води Делта, Мишковиќ, да, е исто така осуден, но не пребега. Па тој не успеа да пребега, беше задржан и тој имаше идентични изјави дека доколку е виновен ќе отслужи својата затворска казна, позната таа изјава. Исто така и Мишковиќ, исто така и во Хрватска на Конзум, како се викаше, на Агрокор. Тодорич. Новосветски размери. Но и Тодорич
е испорачан на хрватските власти Од Британија. Иако е имал легитимација на постојан престој и така натаму. Очигледно дека тие таму азили, барања на азили не поминуваат. Ако си виновен, матичната држава каде што си побарал азил, веројатно ќе те испорача, тоа е во случајот на Тодорич. Од друга страна имаме едни посветски, поглобални азили, како што се поранешниот разузнувач Сноуден, кој откако објави во светот дека NSA, односно американската разузнавачка служба, безбедносна служба, ги прислушувала луѓето во светот и државниците, пребега, побара азил, отиде токму во Русија, каде што сега според последните изјави вели дека работи на истата проблематика како и во Америка, многу повеќе работи, но е многу подобро платен. Се чини дека Русија ги прибира одредени луѓе кои требаат од светот, како што е Сноуден, како што е Јануковиќ. Ама го немаат Асанж. Асанж побара азил. Да, сакав да направам паралела. Мишковиќ, Тодорич, се извинам, беше испорачан од Британија, а Асанж беше малку поинтелигентен, па тој побара азил во еквадорската амбасада во Британија. Британија се закануваше на Еквадор дека ќе го одземе дипломатскиот статус на амбасадата за да го испорача Асанж. Меѓутоа Еквадор издржа и него не подклекна, меѓутоа според последните информации Асанж веќе му се гостопримството од Еквадор му се откажува. Тој се обиде да побара азил во Франција, Франција го одби скоро и сега веројатно следната дестинација е Русија. Познато е дека во таа подмосковска населба се прибираат луѓе од целиот свет што им треба на актуелната руска гарнитура, очигледно, не знам, но во секој случај сите што да таму одат со своите пари. Само да не се дефокусираме. Груевски бара азил од својот пријател Орбан. И тоа е една веродостојна слика за така нареченото нивно идеолошко па и лично пријателство. Да, ама тоа е врз основа на она што сме го гледали и слушале до сега. Јас повторно ќе кажам искрено, врз основа на еден Facebook статус на Груевски дека е таму, не знаеме дали треба да се утврди. Значи треба министерствата да утврдат прво МВР дали е напуштил државата и МНР дали е надвор, за да може да знаат што понатаму. Статус на МВР, на МНР, која по трагата на Facebook профилот на господин Никола Груевски, дека тој е во Будимпешта и дека побарал азил во Унгарија, Министерството за надворешни работи почнува постапка за прибирање на веродостојноста. Но јас би секогаш би оставил простор дека можеби некој од неговиот профил од Будимпешта можел да го напише тоа за да ја завара трагата. Ево како тоа значи дека Груевски мислиш дека е уште тука, дека Не, јас не мислам ништо, јас само кажувам кои се опциите, дали ја напуштил државата или не. Според мене и моите гледања и онаа изјава на МВР дека Груевски не ја напуштил државата на ниту еден легален граничен премин, укажува на фактот дека они се уште се сомневаат дали ја напуштил државата или не. Во секој случај во наредниот период ќе мора да се ми се чини дека мора да излезе со соопштение и владата во Будимпешта или барем нејзиното дипломатско представништво во Македонија да каже дали македонски државјанин, познат политичар, побарал некаков азил. И премиерот е дезавуиран, бидејќи тој изјави дека не верува дека Груевски ќе замине од државата. Да, Заев, ако зборуваме за Заев, Заев вчера и даде една изјава која ми се чини малку и човечка, па не ми се верува дека Груевски би си дозволил бегство. Би си дозволил бегство. Тоа беше Дејан Андоновиќ. Сега предлагам околу оваа перцепција како одеднаш Никола Груевски се огласи и се најде во Будимпешта и дали е во Будимпешта со оглед на фактот дека некоја новинарска карма не води со дилема и со прашалници. Христијан Бановски, еден преглед на оваа тема. По 20-часовната полициска потрага по Никола Груевски, екс-премиерот се огласи на социјалните мрежи. На Facebook статус објавен околу пладне тој напиша дека е избеган во Унгарија со намера да побара политички азил. Во последните неколку денови примив безброј закани по мојот живот. Јас сум во Будимпешта, сега и побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам. Напиша Груевски на Facebook. Со ова се потврди една од тезите кои ги постави јавноста во изминативе денови, додека се чекаше поранешниот премиер да влезе во затвор. Шпекулациите дека Груевски би можел да пребега во Унгарија беа уште погласни во изминативе неколку часови додека МВР го бараше со потерница. Сепак, полицијата се уште трага по него во државава и нема распишано меѓународна потерница.
На јавноста е познато дека Груевски се среќава со премиерот на Унгарија Виктор Орбан пред секои избори во земјава. По нивната последна средба медиумите пишуваа дека Орбан останува последниот поддржувач на Никола Груевски. За време на неговото премиерување, македонско-унгарските односи достигна исклучително високо ниво. Меѓу двете држави изградивме вистинско пријателство и заслугата за тоа на господинот Груевски. Следуваат избори на кои ќе одлучува македонскиот народ. Сакам да потенцирам една работа со сигурност. Македонија, која има иднина во НАТО и ЕУ, секогаш ќе може да сметна на поддршката од Унгарија и ќе помогнеме со сите можни средства да стигнете до вашата цел. Фејсбук статусот на Груевски отвори низ за прашања за начинот на кој тој им избегал на домашните власти, но и за способноста на органите на прогонот. Поранешниот премиер поради случаите на специјалното обвинителство остана без пасош и е под посебни мерки на предпазливост, поради што речиси невозможно е државата да ја напуштил преку легален граничен премин. А каде тој се наоѓа и дали е избеган, из утринава не знаеше да одговори ниту неговиот братучет и поранешен функционер Сашо Мијалков. Се сигурни дека не знаете кај е Груевски? Дали знаете дека се крие негде на некоја амбасада? Председателот Иванов. Фала. Зашто фала? Каде се сигурни дека не знаете кај е Груевски? Останува дилемата дали поддржувачите на почесниот председател на ВМРО ДПМН е Груевски синоќа знаеле за неговата намера да избега, иако реагираа на полициската потрага околу Белата палата. Еве тука некаде ќе завршиме, следува реалната кујна, а не оваа политичка во која сите сме во некаква каша и се ни изготви Груевски. Најнова информација е, а тоа ќе имате можност да следите и во вестите во 20 часот, не поширок преглед што пишуваат и коментираат медиумите во соседството и во регионот. Борин јавува дека маđарските медиуми веќе пишуваат на оваа тема и тема им е една главна тема и во Унгарија. Сега е време за нашата Маја. Добар ден! Добро дојдовте во уште една емисија на Маја Готви. Рецептите кои денеска ќе ви ги понудам ќе бидат исклучиво врзани само заради тоа што сме есен. Кога одам на пазар се воодушевувам и навистина ми е прекрасно кога ги гледам сите оние тикви, вариетет на тикви кои ги има по пазарите, а моите деца воопшто не сакаат да ги конзумираат. Со текот на годините научив како да ги подготвувам сите различни рецепти со тикви, правам најразлични чорби, правам најразлични палачинки и сето тоа да го подготвам за да ми биде вкусно. Сега станаат деца кои обожаваат тиква. Денеска ви подготвам неколку рецепти, односно два рецепти. Едниот ќе бидат класичен рецепт за амерички палачинки кој ќе го подготвам со пире од тиква и погачици кои ќе ги направам со пире од тиква, со мед, со ореви и ќе бидат прекрасни. Ви сави комшивката ми кажа дека морам да го причувам Максим и неговата другарка Лина. Се надевам дека они ќе ми го бендисаат мојот рецепт, а ние се гледаме во кујната, а со нив да ги пробаат и да кажат суд на крајот. Се гледаме наскоро. Денес ви кажав дека имам гостинчиња на чување. Јас сум многу среќна што оваа емисија допира до најмалите, бидејќи на децата е иднината. И јас денеска ги имам Лина и Максим со нова фризура. Може не може да го познаете, пошто има нова фризура, така? Од кога е нова фризура? Од школа. Од школа ти е новата фризура? Да. Другарка ти ќе ни ја представиш како се викаш ти? Лина се вика. Вие двајца сте другари? Да. Лина постојано ме гледа мене така на како се вика мојата емисија? Маја Готви. Маја Готви. Лина постојано ме гледа и јас денеска ја поканив да биде гостинка за да ги научам како да направат амерички палачинки. Вие сакате амерички палачинки? Да, денеска ќе ги направиме со една скриена состојка. Дали сакате тиква? Да. Сакате тиква. Одлично. Овие деца сакаат тиква. Сега е есен и ние имаме... Вие све сакате. И уште ќе бидат подобри палачинките, бидејќи самите ќе се ги подготват. Ќе ми помогнете? Да. Подготвите сами. Максим, јас мислам вака са, бидејќи ти треба да бидеш джентлмен сега во случајот, треба да даеш на Лина да меша, а ти ќе помогаш бидејќи овие ствари се малце потешки да ги ставаш да се мешаат, може? You're not happy about that?
Океј. Ајде, ќе се менувате, може така? Максим, повели, јас ќе ти кажувам што треба да ставиш, а ти ќе ставаш. За да нема љутиш, може да се смениме, Лина? Максим да меша, ти да ставаш? Ете. Кој ќе попушти ако не жена? Максим, повели на средина, затоа што ти треба да мешаш, а Лина ќе ги става со стојките. Денеска ќе ви подготвиме амерички палачинки, кои се класичен рецепт, меѓутоа ќе ги подготвиме место да ставаме многу мокри намирници, ќе ставиме пире од тиква. Ќе се менувате. Значи имаме 2 шолји брашно, Лина стави ги 2 шолји брашно. 2. Одлично, 2 шолји брашно. Јас тебе ќе ти дадам, Максим, да го ставаш шекерот од ванила, може, ванилин шекер, стави го внатре. Лина ќе ги стави 1 цело пeciво и 1 лажичка сода. Ајде, Лина. Дали може нешто јас да ставам? Малку е солено? Добро. Јас, дали може нешто јас да ставам? Имаме 3 мали лажички кафеав шекер. И имаме... This is actually good. Имаме 1 ванила. Јас ќе ставам ванилата. Овие. Сакаш да мириснеш? Мирисни? Мирисни? Ајде, ти стави го. Цела ванила. Имаме цимет, 1 лажичка цимет. Повели внатре. Напре. И имаме 1 лажичка морско оревче. Повели, Максим, ти. Сложно да ги направите палачинките. Еде така. Малко ќе да чистиме. Не сте додали се. Малко ќе си го изедеш шекерот, така. Ванилата. Ванилата. Тоа малце сега ќе го размешаме. Може вака? Јанке. Ајде, мешај. Мешај, тоа не е мешање. Не така. Така меша миксер. Вака се мешаат палачинки. Ајде, мешај. На средина ќе направиме малку простор. Добро е, доволно е. Доволно е. Ќе направиме малку простор за да ги додадеме мокрите намирници. Ставаме, Лина, повери 1 шолја кондензирано млеко. Го ставаш на средина. Не се плаши. Ништо не може да се случи. Дали ќе ми ја позајмиш маталката, малку да ги изматам јајцата? Јас сакам. Ти ќе ги ставиш и ќе ги измешаш внатре. Малку ќе ги промешаме јајцата. Ама јас сакам. Знам дека сакаш, ама малце па јас да помогнам сепак во моја емисија, или не? А? Ке ни кажете вие кој оделение сте? Второ. Двајцата сте второ. Двајцата учите во иста школа или во различна? Не. Во која школа учиш ти, Лина? Како се вика твојата школа? Кирил Печинови. А ти, Максим, во која школа учиш? Максим, во која школа учиш? Максим учи во школата Владо Тасовски. Владо Тасовски. Да. Како ви се викаат учителките? Јоки и Лина. А тебе, Лина? Елена и Ивана. Елена и Ивана, дали ќе ги поздравите вашите учителки? Почи да мешаш, Максим. А ти, Лина, ќе почнеш да додаваш. Имаме 1 шолја пире од тиква. Ја сварив тиквата, цело треба да го ставиме. Ти со 1 лажица по лажица, додека Максим меша, ќе додаваш тиквата. Ја сваривме тиквата во вода, малку шекер, се свари додека... Look at this. Да, треба да ставај, слободно ставај си едно по едно, на крајот јас ќе помогнам.